Окрупнувањето на земјиштето е иднината на македонското земјоделство, вели Ристо Велков од Сојузот на земјоделци од Струмичкиот регион. Според него, потребно е земјоделците да имаат повеќе едукативни предавања со цел поблиску да се запознаат со начинот за попродуктивно земјоделство. Расцепканоста на земјишните парцели е проблем за македонскиот аграр, за да биде конкурентен на европските пазари. Земјоделците имаат ограничен обем на производство со зголемени транспорентни производствени трошоци. Затоа треба да се размислува на окрупнување на земјишните парцели. Реално гледано, пристапувањето на окрупнување на земјиштето е еднината на нашето земјоделие, меѓутоа имајќи го самиот факт како и на кој начин влегува во производство нашиот земјоделски производител, низа одработите и условите кои што треба да ги исполни со самото стапување на окрупнување на своите површини не е запознаен. Мислам дека е неминовно чести едукативни средби со нашите земјоделски производители за запознавање, со цел за запознавање со сета таа проблематика и со целиот бенефит што ќе го добие самиот земјоделски производител кога ќе стапи на овој начин на производство, бидејќи со самото производство, со самото окрупнување ќе дојдеме до некои си енормно поголеми количини на производство, а со тоа и самиот земјоделски производител со производите што ќе ги произведува ќе биде конкурентен на пазарот, затоа што најголемиот број од трговците бараат количини, а количини може да се добијат само со окрупнување и со добивање на поголеми приноси од површина. Уште 12 нови села се избрани за продолжување на консолидација, односно за прегрупирање и окрупнување на земјоделските парцели. По пристигнатите 40 изјави за интерес за проектот за консолидација на земјоделското земјиште, поднесени се од различни локални заедници, избрани се 12 села во неколку општини, односно во Богданци, Битола, Дебарца, Чешиново, Облешево, Ресен во општина Струмица. Проектот за консолидација има за цел решавање на проблемите со малите и расфрлани површини на земјоделците.